Благодарам, почитувана председателке. Најпрво би сакал, иако не смеам деловнички да го на некој начин оправдам моето не присуство на предпладневната сесија на оваа комисија, од две оправдани причини, бидејќи би било навистина политичко самоубиство да се пропусти шансата во овој момент на хаос во државата, да не се дискутира за побараната градинка во Прилеп, за салата во Кире Гавриловски, за салата во Блаже Конески, за 4 екоавтобуси во Прилеп, за една мерна станица, конкретно за преѓашниот амандман за 2 противпожарни возила за Прилеп и едно за Кривогаштани, бидејќи имаме и аномалија, возила немаме, ама шофери 12 имаме примено последната година, за спомен обележје за Тоше Проески, реконструкција на Прилепската стара чаршија, за долго најавуваниот и ветениот театар во Прилеп, за екодрво, клучка на патот градско Прилеп Македонски Брод, клучка на патот Македонски Брод Прилеп Битола. И навистина би било нелогично да не се искористи приликата со часови и денови да се дискутира за овие амандмани. И овие 4 или 5 преостанати денови ќе ги искористиме максимално да ги образложиме потребите на прилепчани, да ги обелодениме лагите на локалната самоуправа и на владата, бидејќи во еден ваков мегаломански буџет, за кој што Социјалдемократскиот сојуз не често испушташе да спомни дека колку е поголем буџетот, толку е покриминоген, дојде време за буџетот 2019 година да се црпат од даночните обврзници во Република Македонија, тие патриотите што сакаат да плаќаат даноци, како што вели Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е многу симптоматична изјава, да го имаат предложено како листа на желби најголемиот буџет од 3 милиарди и 700 милиони евра. Дали овој криминален буџет сега? Не знаеме. Граѓаните ќе проценат. За жал, не бев тука да го образложам амандманот за противпожарните возила, бидејќи уште еднаш сакам да ја потенцирам неспособноста на Министерството за транспорт и врски, јавното предпријатие Македонија Пат, затоа што денес да стасаш од Скопје до Прилеп и од Прилеп до Скопје е научна фантастика. Ги молам сите оние надлежни институции, кои што и на различни начини по мои канали ги замолувам, да ги санираат мостовите на Ленишки мост, Камендол, Росоман, да го направат тоа затоа што овој пат стана пат на смртта, затоа што банкината или бариерата или браникот, не знам како да го наречам, на патот Прилеп градско, во кој што пред мои очи пред 6 месеци камион од Србија пропадна во провалија длабока 300 метри, никој од надлежното министерство не се сети да го реконструира и да го поправи. Затоа што мостовите во близина на каменоломот, во кој што за време на одржувањето на Пивофест имавме 3 човечки жртви, никој не се сети да ги реконструира. За таа цел и денеска, како и вообичаено минатите денови, овој пат на 3 места беше блокиран. На еден заради одроните, а на 2 места сите оние кои што го возат овој пат се приморани заради неспособноста на јавното предпријатие и на Министерството да ги реконструира овие банкини и бариери, како сакате наречете ги бариери на смртта. Замолени се возачите да возат со многу помала брзина, за да можат да сакаат да стасат до својата дестинација. За жал, од нашите колеги била злоупотребено нашето неприсуство и покрај огромната колегијалност и почит што досега сме ја имале спрема нив. И се извинувам што ги искористив овие 10 минути да потенцирам што се имаме побарано за Прилеп и за волја на вистината прв пат се случува во овие 27 години во најмегаломанскиот, најкриминогениот анекс буџет, затоа што така функционира оваа влада со анекси од по 200 милиони евра, ниту првата буква од моето родно место П не е спомената. Залем прилепчани не заслужија да добијаат 10 денари со буџетот за 2019 година. Колку пари се потрошија
од даночните обврзници од Прилеп за да ги санираме долговите на другите општини и да потенцирам Прилеп беше најмалку задолжената општина од 8 милиони денари и прилепските даночни обврзници ги праќаат обврските на Тетово, на Струмица, на Куманово, на Струга, обврски кои што се 300 кратно поголеми од оние кои што домајкинската претходна локална самоуправа на Прилеп ги оставила. Само 8 милиони денари. И тие даночни обврзници од Прилеп денеска не се наградени со ниту 10 денари капитална инвестиција во општина Прилеп. Жално, тажно, црно, синоним за владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Црнила, почитувана председателке, почитувани колеги. Прилеп не заслужи, покрај сите понижувања со двојазичноста, со катастрофалниот договор за Грција кој што потекна од Прилеп, со договорот со Бугарија, со сите премрежија и понижувања кои што ги добијаја прилепчани и фамилиите кои што дале жртви во Втората светска војна и на Дабница и на многу други локации каде што нивните роднини биле убивани. Имаше средства предвидени и за пратениците по 10.000 евра да ни го прокламираат добриот кукавички договор со Грција. Имаше средства за кампања дека треба да се преименуваме. Имаше многу лаги за различни клучки, за поевтинување на водата. За што или уште не? Единствено во Прилеп се реализираа 5 црни работи. Водата наместо да се поевтини за 20% се покачи за 80%. Иако прилепчани требаше да праќаат по 20 денари кубен метар за вода, денеска, почитувана председателке, цената е 50 денари. Па сами да се проценат и да се ја вратат меморијата кога градоначалникот, советниците, пратениците се шетаа со панели и со бројки колку убаво ќе живее Прилеп ако победи Социјалдемократскиот сојуз. И сега конечно да се вратам на предложениот амандман. Со Куманово ме поврзува само една работа, а тоа е почетокот на народно-ослободителната борба и првата пушка против окупаторот. Сега е забрането да се речи фашистичкиот окупатор, бидејќи партизаните и жртвите од Прилеп, убијани на Дабница, не знаат против кого се бореле и кој ги убил. Иако на нивните гробови и на нивните споменици го пишува тоа. Ама Социјалдемократскиот сојуз и колегите сега сакаат да ја ресетираат македонската историја, тоа им стана навика и останува енигмата против кого се бореле. Испаѓа работава дека сето било несреќен случај. Спој од струја. Така загинале партизаните во Прилепскиот участок, кој што за моите сограѓани знаат и важи дека бил бугарски фашистички затвор. Ама денеска тоа не смее да се спомни, бидејќи таков договор изгласаа колегите од Социјалдемократскиот сојуз на мистериозен начин. Друга работа што ме поврзува со Куманово, покрај моите познаници колеги, е тоа што за овој амандман конкретно, со кој што бараме 500.000 евра за изградба на технолошко-индустријска развојна зона во Куманово, дискутирав по некоја случајност и на ребалансот кој што беше не толку далеку. Само пред еден месец имавме ребаланс на буџетот во кој што овој ист амандман беше предложен. И тогаш не беше кратко јасно ветено, тоа можете да видите во стенограми и во снимки, за тоа сте експерти, дека сега не е време за тоа, затоа што само за 3 недели ќе биде предложен новиот буџет развоен, со многу капитални инвестиции, буџет кој што ќе го турни рекордот на Социјалдемократскиот сојуз од 23% капитални инвестиции, ќе го турни нивниот рекорд во нови работни места од 5 вработени во една сендвичара во Скопје, буџет со кој што ќе се случуваат феноменални работи во економијата, ќе го турне рекордот на економски раст од 1% на 1,1%, и во таа смисла и кумановчани ќе ги видат придобивките од новиот живот. Е како? Така што ова дарежлива влада, која што знае да троши пари на супер луксузни пасати, 670.000 евра за цвејкиња, не знам во чии дворови, ракчиња, министерките да одат на поручек со хеликоптер, не нашла за згодно да оддели 500.000 евра за кумановчани, нашите сограѓани, нашите даночни обврзници, да имаат технолошко-индустријска развојна зона по теркот на Прилепската, во која што имаме 3 странски инвеститори и толку,
прекина работата. Мојата колешка и моите колеги порано викаја, индустријската зона Валинци била ливада. Денес во таа ливада, по некое чудо, Социјалдемократскиот сојуз ја откорна тревата, ги откорна инвестициите, насадени од ВМРО ДПМН. И денеска врволицата од автобуси сигурно не оди во ливада, туку оди во најсовремената технолошко-индустријска развојна зона. Исто како што е и во Кавадарци, и во сите општини во кои што ВМРО ДПМН успеа да направи технолошко-индустријски развојни зони. Зошто кумановчани да го немаат тоа? Зошто кумановчани да го немаат тоа? Заслужија луѓето само да ги трујаме со најзагаден воздух во светот? Заслужија луѓето да плаќаат поголема цена за дизелот? Замислете, во цел свет поевтинуваат прехранбените производи, само во Република Македонија вчера и некни лебот поскапе за 3 денари. И сите оние кои што се радуваат дека ќе се укини радиодифузната такса, денеска си го колнат денот кога гласале за Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што пензионерите почувствуваа по својот джеб што значи намалена пензија, што значат 6 денари за минимум 2 леба поголем трошок секојдневно, што значи не дај Боже да посетиш здравствена институција во која што нема доктори, а преминала во јавно-приватно партнерство, здравствена институција која што не го нуди бесплатното здравство, како што ни ветуваја по билборди министрите дека во Европа било бесплатно здравството и кога ќе појдете во Грција бесплатно ќе се лечите. И било илузија дека грците се лекуваат во Македонија или жителите на Косово. И за таа цел уште еднаш да скратам во моето образложение дека кратко и јасно ги држам за збор. Колешке Милевка, јас ќе завршам, но агонијата за граѓаните и овие црнила нема да завршат наредниве 2 години, тоа е лошото. Кумановчани нема да живеат подобро наредниве години, нема да има нови работни места. Не е проблемот дали ќе завршиме сега или за 3 минути. Проблемот е да си достоите на зборот барем еднаш, затоа што при ребалансот на овој амандман и Министерството и колегите од Социјалдемократскиот сојуз ветија, сега не е време, многу се занимаваме со државнички работи, ребаланс е, во следниот буџет за 3 недели ќе видите дека овој амандман ќе биде прифатен. Еве, дојде и тоа време. Зоран Ѓоргиевски се сетил да ги подсети за нивната уште една лага, дека пари за технолошко-индустријска развојна зона во Куманово, за жал подсетувана председателке, почитувани кумановчани, нема. Тука ќе прекратам бидејќи мојата дискусија предизвика малце поголем интерес кај колегите од Куманово од Социјалдемократскиот сојуз, за да можеме да ги вкрстиме аргументите кои што се однесуваат на поквалитетното живење и во тој дел на Република Македонија. Благодарам.